Се јавив за збор за законот за акцизи, затоа што некако морав да искоментирам неколку основни работи. По дефиниција, инфлација значи кога цените на сите или на дел од производите растат, и по автоматизам тоа значи дека вредноста на парите кои ги имате стануваат помал. Тоа ни се случува во државата, не дека не се случува и во Европа, не дека не се случува и на други места. Меѓутоа, проблемот кај нас е тоа што инфлацијата на некој начин директно ја стимулира владата на Република Македонија. Со серија покачување на многу производи, владата директно влијае за стимулирање на инфлацијата, која е меѓу највисоките во Европа. Значи, оваа политика нема никаква економска, рационална вредност. Нема никакво економско објаснување. Зошто се прават вакви сериозни покачувања во време кога имаме инфлација која не можеме да ја контролираме? Тоа сме го зборувале многу пати, меѓутоа очигледно не наоѓа на слух кај владата. Пред неколку дена во собранието го зголемивме данокот на ДДВ и тоа за храната. Значи, храната, благодарение на владата и на вледачкото мнозинство, на многу производи ќе порасне од 5 на 10%, односно од 5 на 18%. Тоа представува удар за македонската трпеза, тоа го реков, меѓутоа и стимулирање на инфлацијата. Еве, овој тренд продолжува и понатаму. Повторно нови зголемувања во ситуации кога цената на нафтата на светскиот пазар повторно вртоглаво расте. Значи, имаме зголемување на цена на храна, имаме ситуација кога цената на нафтата повторно расте и секојдневно регулаторна комисија зголемува цената на нафтата во последниот месец. И сега имаме нов удар со законот за акцизи. Владата ќе ги скапнува пијалоците и цигарите. И тоа не за мали вредности. На некој начин пивото треба да поскапи 3 до 4 денара за литар, алкохолните пијалоци 300 до 340 денара за литар, пурите треба да поскапат за 21 денар, цигарите 2 до 4 денара треба да поскапат и така натаму и така натаму. Сосема разбирливо е секогаш кога покачувате цигари да се поврзи со здравието, меѓутоа еве ќе оставам на луѓето, тоа е сепак сопствен избор. Меѓутоа тоа што е многу интересно, во исто време сведоци сме, иако тоа многу пати го потенцираме, дека владата не се бори со сивата економија. Јавно тврдам, да отидеме на било кој пазар. Имате огромни количини на тутун, кои нити подлежат на даноци, нити подлежат на акцизи, тутун зборам за пушење. И таму секој може да се снабди со многу поевтини цени на секаков вид на тутун. И сега, од една страна, нели викаме, се бориме за здравието на граѓаните, меѓутоа не ја сузбиваме сивата економија за да го наполниме буџетот, а ваму ги стимулираме слободно луѓето кои имаат помали примања да идат на пазарите да си купат ефтин тутун. Ова е таа неразбирлива политика на владата. Со двојни аршини и со оставање на работите адхок да си ги решава црниот пазар, сивата економија, а владата е строго заинтересирана само за една работа – да го полни буџетот. Зошто го тврдам ова? Затоа што пресметките укажуваат дека по овој основ
Во 2024 година се очекуваат владата да прибави ни повеќе ни помалку 797 милиона денара. Сериозни пари. Во 2025 ќе продолжи овој тренд 782 милиона денара и така натаму и така натаму. Значи, суми кои не се за подценување и се значени за владата затоа што очигледно дека имаат потреба да го полнат буџетот, кој, нели рековме, е дискутабилен, празен и не може ни оддалеку да функционира оноко како што го замисли. На крај, владата треба многу сериозно да размисли дали со зголемување на цените ја решава економијата во државата. Или со зголемување на цените ја стимулира инфлацијата. Вашата политика за просечна плата ја постигнавте со вртоглава инфлација. Ја постигнавте кога веќе парите немаат никаква вредност и кога граѓаните со парите кои некогаш ги имале може да купат многу повеќе производи, а денес не можат да купат ништо. Тоа е генерално проблем на една лоша економска и фискална политика. Благодарам.